кога немате што да кажете, ќе ги вртите тезите, ќе сакате нешто да зборете, меѓутоа, кога веќе сте поднеле закон, јас морам да ви го прочитам законот. За да ви стане зборе, односно да ви стане јасно на македонската јавност за што збориме. Член 22а. Буџетот на општината за 2021 година. По исклучок од член 22 став 2 од овој закон, сопствените приходи на основниот буџет на општините може да се планираат. Потенцирам да се планираат со пораст од најмногу 50% од просечно остварените приходи во последните 3 години според податоците од трезорската евиденција. Трикот е во зборот планираат. Значи, вие со ова законско решение, со овој член, почитувам пратеник, зборите за планирање. Едно е да планирате зголемување на приходи. А сосема е друга работа да ви се зголемат приходите. Вие можете да ги планирате приходите не 50% да ви се зголемат, 150% да ви се зголемат. Прашањето е дали реално во општината ќе дојдат повеќе 150% приходи. Вие во вашата реплика рековте ќе ги стимулираме градоначалниците, општините да приберат повеќе приходи. Со тоа што само ќе ги дозволите законска рамка, таман работа. 3 години не собирале приходи и сега на вас ви текна од 30% да можат повеќе да планираат 50% да ги стимулират. Ке тргне градежната експанзија, ке тргне наплатата на даноци, ке тргне зголемена економска активност, трошење во општината, плаќање на ДДВ, Боже сачува. Сосема друга проблематика е вие да стимулирате економски развој, да стимулирате развој на општините. И тоа замислете, во последната година од својот мандат градоначалниците тоа ќе го направат. Не го направиле 3 години претходно, сега 2021 година, последна година, не е ни цела, на есен имаме избори, пред избори имаме намалени активности, не може да се планираат нови активности, ќе ги зголемат своите активности и ќе ги зголемат приходите во општините. Тоа е трикот, господине Панчо Минов. Расходите ќе се зголемат затоа што и даваме законска рамка да се зголемат, а не и приходите. Тука е проблемот. Зголемувајќи ги расходите, што ќе направите? Без реални приходи. Само ќе ги задолжите општините за дополнителни финансиски средства кои реално ги немаат. Ги планирале, реално ги немаат. Ке бевте фраери, ако рековте од буџетот на Република Македонија и префрламе по 1 милион евра на општините. Тоа се реални пари. Ама не вака. На крај краишта, ако некоја општина, дај Боже, и тоа е добро, да има вишок приходи од тоа што планирала, последните 3 години имала определена стапка на приходи. Може, согласно планирањето во буџетот, со претходниот закон, да планираат 30% повеќе. Остваруват 60% повише приходи. Не е крај на светот. Рековте сте биле градоначалник, треба да знаете дека има ребаланс на буџетот. За неколку дена ќе се донесе ребаланс на буџетот, лесно е да се истрошат парите кога ги имате. Тама работа да не можете да ги истрошите парите. Секоја општина која ќе обезбеди повеќе финансиски средства, ќе си направи ребаланс на буџетот, ќе планира нови приходи, нови активности и тоа е тоа. На крајот салдото ќе биде нула. А што правите вие? Трикови. Точно, не знам дали ве навредува или не ве навредува тоа. Меѓутоа, да планирате нешто што нема да го остварите. Фиктивно. А на сметка на тоа да направите трошоци, загуби на општините. Тоа е чиста манипулација на која нема крај и само зборува за квалитетот на законските решенија кои ги носите, а согласно на тоа што е изборна година, ова мора да го нотираат и
условно организациите кои ги наблюдуваат изборите, ОПСЕ, странските амбасади, да бидат свесни дека на овој начин системски власта упаѓа во локалната самоуправа и ги стимулира да прават расходи, односно загуби, со цел да направат подобри резултати во буџетите, односно во своето работење, Во буџетот секако ќе има катастрофален резултат. Тоа е тоа што вие го предлагате како политика, некако стана и концепт на оваа власт, во ситуација кога не ви оди економијата, во ситуација кога немате реални економски проекти, во ситуација кога немаме економска активност, место да ги задвижете економските активности, место да понудите капитални инвестиции, место да ја покренете економијата, вие што правите? Посегате по задолжување на Република Македонија. Малку ни се 1,7 милиона на државно ниво, сега ќе ги задолжуваме и со милионски суми и општините. Тешко на Република Македонија со вакви економисти, и ако ова беше таа ударна четврта економска година во нашата држава, каде што ние требаше да видиме бенефит и процент на економијата, жално, со ова не одиме никаде. Со задолжување само потврдувате недомаќинско работење и потврдувате тотално лош буџет и лоши политики во економијата. Благодарам.